Денеска сме во општина Прилеп на покана на општината да одржиме инфосесија со цел да компаниите, микромалите и средни предпријатија бидат подобро информирани за можностите кои што ги нудиме за развој на иновации, односно грантовите шеми кои што им се достапни. Во моментов имаме отворен повик до 3 мај. Сите заинтересирани компании може да аплицираат со некаква иновација, односно треба да ја запазат самата процедура за аплицирање и имаат можност да аплицираат за 30.000 евра доколку се стартап или спин-оф компанија, односно компанија која што има некаква соработка со научно-истражувачките институции, а од друга страна имаме на располагање до 100.000 евра по проект за оние компании кои што се во понапредна фаза на развој на иновацијата. Ги охрабрувам сите заинтересирани да дојдат на инфосесиите кои што ги организира фондот, меѓутоа и да се обратат директно до фондот за да добијат информација како полесно до средства. Вкупниот износ кој што е на располагање на овој повик е 1.450.000 евра, од кои што 1 милион евра за микромали и средни предпријатија кои што сакаат да развијат комерцијализација и иновација и уште 450.000 евра за 15 стартап предпријатија. Износот е значителен и се надевам дека ќе имаме доволно заинтересирани. До сега фондот додели 1.500.000 евра и имаме поддржано 37 компании. Да напомените некои од проектите? Во општина Охрид, тука е металотехника, кој што развија иновација во областа на градежништвото, хидроизолација. Меѓутоа имаме доста компании кои што се лоцирани во други градови, во Скопје. Од интерес на граѓаните можеби е услугата која што ја нуди компанијата Биоинженеринг. Тие имаат партнерство со болницата Филип II и нудат една нова иновативна метода во здравството за генетски истражувања и испитувања за што има некои предиспозиции за да заболи и да го превенира истото. Тука е и за рециклирање на стаклен отпад иновацијата од Акрон, исто компанија сместена во Скопје, така што има доста интересни проекти кои што се и за граѓаните и кои што се надеваме дека ќе имаат бенефит од нив. По покана на локалната самоуправа, денес домаќини сте на Фондот за иновации и технолошки развој. Се надевам дека ќе има доста заинтересирано фирми, мали и средни предпријатија кои што можат да користат овој фонд, кој што е значителен, некаде околу 1,5 милиони евра за разни иновативни програми и технолошки развој. Што значи тоа? Тоа многу значи за развојот на самите компании кои би ги искористеле овие средства. Пред се подобрување на ефикасноста, технологијата, стручната подготвеност на вработените и отворање на нови работни места. Соработката со владата, не само со Фондот за иновации, туку и Агенцијата за вработување вроди со плод во Прилеп, бидејќи се отворија голем број на компании, фирми, се намали значително невработеноста во градот и во тој контекст продолжуваме и понатаму соработка со бизнис секторот од нашиот град и владата на Република Македонија преку соодветните агенции со цел да го поттикнуваме развојот на бизнис секторот, а преку поттикнување на развојот на бизнис секторот, локалната економија, реков и отворање на нови работни места, освојување на нови пазари и подобрување на квалитетот на самите производи. Се завршуваат, значи се стигнува до готово, значи соодветни вработени со квалификации кои што се потребни за проектот. Кратка презентација која ќе се врши пред самиот комитет. Крајната цел, односно развој на локалната економија и вработување на нови луѓе, се надевам дека кои што се кадарни да направат некој иновативен процес или технолошки развој, тоа многу услови и апликацијата, а потоа во вториот дел ќе презентира мојата колешка. Некој совет да ви дадат како дошка до средства, како ги искористиле можностите кои што им ги дадоте на располагање. Не би должела, тука се кратка пауза да направиме за пред да преминеме на апликација. Добро, јас да се заблагодарам на Фондот за иновации. Од целата наша презентација, кој што се однесува на самата апликација, се донесува конечната одлука. Но пред да се донесе конечната одлука, кои што доаѓаат од Прилеп до сега и навистина би сакле да имаме на овој повик. Подразбира не само поддршка на компаниите, туку поддршка и на соработката помеѓу компаниите и помеѓу компаниите и научно-истражувачките и високообразовни институции, кои што металотехника, која што искористи поддршка од фонд